Со формирањето на новата влада во Скопје, прашање на време е кога ќе почне притисокот врз Атина за изнаоѓање решение за прашањето за името со цел поранешна Југословенска република Македонија да влезе во НАТО и потоа да почне преговори за членство во Европската унија, коментира денеска грчки Катимерини. Весникот информира, според добро информирани западни дипломати во Скопје, Брисел и Берлин проценуваат дека забрзувањето на процедурите за интеграција на соседната земја во НАТО под акронимот ФИРОМ ќе биде подарок за поддршка од Западот за дуото Заев Ахмети, кои инвестирале за враќање на внатрешно-политичката и етничката нормалност во земјата, која се смета за клучна за геополитичката рамнотежа. Катимерини коментира дека притисокот врз Атина ќе почне веќе во наредните месеци, додека извори за весникот изјавиле дека германскиот притисок врз Атина за брз прием на Македонија во НАТО веќе станува задушувачки. Дипломатски извори проценуваат дека Атина очекува ескалација на притисоци, можеби дури и во текот на летото, и секако пред Германија длабоко да влезе во изборен период. Она што е плаши Атина е формулацијата на предлогот за пристапување на поранешна Југословенска република Македонија во Северноатлантската алијанса со привременото име со обврска за промена, која ќе обезбеди договор меѓу Грција и Скопје, кој би се постигнал за извесно време. Од Атина таков развој е непожелен, затоа што се проценува дека во време кога повеќе земји од НАТО веќе ја признаваат земјата под уставното име Република Македонија, тогаш едноставно нерешеното прашање со Грција ќе трае до бесконечност, пишува грчкиот весник. Грчката влада не отстапува од своите ставови и нема да подклекне под притисоци за прием на Македонија во НАТО под времената референца, како што интензивно периодов се слуша од различни политички и медиумски извори во двете држави, истакнал шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас во својот говор пред приврзаниците во Кожани. Грчкиот министер за надворешни работи предупредува дека прво земјава треба да запре со иридентизмот, македонските политичари да ги прифатат европските вредности, да покажат култура на компромис и да се согласат на неопходните промени во уставното име, па потоа земјава да се приклучи кон НАТО и Европската унија. Катимерини заклучува, се укажува дека мобилност околу промовирање на пристапниот курс на Македонија е неминовна, а и во Скопје започнува дипломатски процес со новиот министер за надворешни работи Никола Димитров, кој почнува да патува во соседните земји со цел подобрување на климата. Меѓу првите, ако не и прва, е посетата во средена Атина, како одговор на поканата која до него ја упати Никос Коцијас и која Хојтји ја поздрави како рака за пријателство кон Македонија, наведува весникот. Македонскиот министер за надворешни работи во интервју за Financial Times изјавил дека Македонија ја разгледува можноста за користење на привремената референца за членување во НАТО. Со тоа, според шефот на дипломатијата, би се смириле состојбите на Балканот и би се намалила опасноста од крвопролевање во регионот. Димитров за британскиот весник вели дека ќе ја праша Грција каков сосед сака, односно дали сака стабилна пријателска држава која нуди надеж, демократија и правда. Според Димитров, каков било договор за ново име на Македонија ќе биде ставен на референдум и ќе биде предмет на меѓупартиски договори. Дипломатски извори на Катимерини сметаат дека ово ослободување наскоро ќе почне со притисок врз Атина да ја повлече резервираноста за НАТО со акронимот ФИРОМ, додека прашањето со Европската унија е покомплексно и бара напредок во важни реформи за кои ќе треба подолго време, а се однесуваат на економијата, државниот апарат и така натаму.